Ќе ми извините за обраќањето, пошто се обично, за разлика од претходната говорничка, во изба 7 претежно. И не зборам баш нешто што луѓе и сум евидентно не треба физички предиспозиции, ниту спремање 2 месеци и 6 месеци и така натаму за да го работам оно што го работам. Фала на организаторите што ме виднавте, што сум вајде доволно интересен, неколку, пак ќе речем претходната заговорничка, немам толку животни опасности, 6 месеци се качвам во планина и така натаму, ама затоа 6 месеци седам во изба. И единственото лошо што ствари може да се случи евентуално да имаш мозочен удар, инфаркт или нешто такво слично, заради многобројните дедлајни што ги имаме. И после неколку сати дури да се примети дека нешто се има случајно, пошто нема да враќам вајде на фигар. Остало. Почна да цртам од мал, така обично стартувам, го ја раскажувам од тие преживеати или некој што ќе ме викнат вака на среќа. И во моје време, во бивша СФРЈ, немаше баш нешто, барем кај нас во Македонија, не беше баш нешто овој занает, некој ценет занает, не е ни сега. И секој што се занимаваше барем малку со уметност или со ова нешто јас што го правам, го сметаја за тиквар и евентуално ако се занимаваш со ова, дека најверојатно ќе кетниш и ќе треба да работиш во комуналец. Значи тоа беше некоја стандардна позиција што не кажува нас. Значи затоа учиш за да станеш евентуално доктор, економист, адвокат и така натаму и гледам дека сите се остаќивме од тоа. За среќа јас не ги слушам баш, пошто единствена работа што и ден денес колку толку ме бива е цртање, така барем кажуват. Така да решив да се посветам цело време на тоа. Немам некои какви збори, така, културни да кажам тоа, али кој што реков цртам од мал. И може да се рече дека почнав од за среќа, се уште мислам дека постои, малиот битолски Монмартар во Битола. И ме запишаа таму, поставам пошто беше единствено и се уште има некои 2-3 школи во Битола што се за цртање, али тоа што во тој момент само тоа беше. И таму цртавме партизани и стара архитектура. Али ми даде некој така дополнителен стимул дека сакам да се занимавам со цртање, дека можда некојаш ќе станам познат стрит цртач и така натаму. И таму и почнав официјално веќе да се занимавам. Таму не учевме цртање, туку цртавме претежно народни носи и стара архитектура. И јас се користев секоја прилика кога беше битолски Монмартар. Будам кај мене пред куќа, пошто мојата куќа е така стара архитектура. Си ја цртав куќата, во близина ми беше изворот на храна, евентуално ВЦ и така натаму. После тоа фатев да се бавтам со некои карикатури на овие политичари, пошто тоа беше транзиционен период, независност, па ги гледавме фаците, па едно што ми се виде као интересно. Почнав да пратам Остен, тоа беше некој списање што излегуваше порано, мислам дека за жал поќе не излегува. Таму начелно имаше куп илустратори и карикатури. За фркнатата работа во сето тоа што никој од тие карикатуристите не беше професионален илустратор, туку сите работеа да речеме архитект, карикатурист, ворек, карикатурист, не знам, во продавница карикатурист, али нема врска, го пратев тоа списание и добив некоја прилика и објавив некои илустрации таму. После имав среќа, значи треба да запамтите дека цело време ствари цртам јас. Иако моите од дома ме тераја да, што знам, да учам па ако што спомнав некоја така општествена функција, јас цело време сакав цртам, цело време само во стрипови ми беше умо и во цртање. Во тој период бе доста бившата република имаше еден куп стрипови што најнаш ги снема и во тој транзиционен период бевме малку сиромашни со стрипови и со такви работи, така да морав да се снаоѓам, сега ви е полесно вас на младите и затоа имате поќевајна пристап. Али беше доста тоа што ме тераја порано да работам на општествена работа, сега со ко снема се, веќе тоа беше стварно да се занимаваш со уметност, треба стварно да си идиот. Или евентуално да ти е фамилијата нешто пребогата, па да ти отворат нешто шуи да ти отворат, не знам, зуметници и да се занимаваш со тоа. За стрега цртав цело време, па се запознав со една екипа што работеа во студентски збор и почнав цртам стрипи за студентски збор. За жал и тие после неколку години прекинаа да постојат, или јас сум нешто баксус или така се поводи времето. Али тоа ми беше како нека прва работа платена, професионална, негде крајот на средно, да речеме 18 години, и ми беше релативно супер, пошто мислам дека сега не ме држате за збор, али мислам дека ми плаќа околу 6000 месечно за 2 стрипа или 3 стрипа, така нешто беше, и бев доста стреген, пошто тоа 6000 беа доста многу пари за кафе.
во Битола, пошто нема баш нешто друго што се прави. Како и да е, значи сите тие цело време дур цртав, дур сакав да цртам, дур работев, дур се дружев и така натаму се ствараше голем круг на пријатели што се запознававме и луѓе се надам дека и пак со дел од вас ќе се запознаеме. И преку нив успевав некако стално негде да се мушнам или да влезам или да дознам некоја информација, а и со оглед на додека нон-стоп цртав, значи студентски збор, списанија, илустрации, излегува некои списанија, не знам, по 2-3 брои како и да е, ми се зголемваше и портфолиот. Почнав, значи кога се појавеше некој конкурс за, не знам, учебник, на некој ќе погодев, ќе фатев некој конкурс да работам некој учебник, кога се појавеше конкурс за, не знам, сликовница, ќе фатиш некој конкурс за сликовница. И случајно, не знам зошто мислев дека на студио во Скопје работи на цртан филм и стварно работи на цртан филм. Тоа беа мислам дека беа XXX, работени на серија анимирана Белиот пат, мислам дека се викаше 3D и јас пуштив, не знам како да ви го речам, тоа најверојатно нешто како апликација за да работам со нив. Сега заебанцијата во целата работа беше што апликацијата пуштив во Idea Plus, што беше адвертайзинг агенција кој бараа дизајнер, ама 3 месеци пред тоа. Значи ја промашив темата многу. Значи фирмата ја промашив, и дејноста ја промашив и дури и терминот сам го промашив. Ама, пошто дојдов во Скопје, па се видовме со луѓето, па заедно седевме и работивме малку, констатираа дека и покрај тоа што за да ангажираат дизајнер, може да не би било лошо да ме ангажираат и мене, пошто ќе се најдем за кревање нешто. Како и да е, поминав еден добар период во Скопје, работев на Idea Plus, се запознав со еден куп супер луѓе, се уште се дружиме со нив, и кога ми се збакти за Idea Plus, и заминав од фирмата нормално прво, после ми се збакти за Скопје, па се заврати во Битола, пошто не знам, Скопје ми е малку така. Пребрзо ми живеј текло за така, во Македонија, и констатирав дека доволно веќе луѓе знам, а и АДС-от тоа што беше тазе пуштен, и дека можам да работам веќе од Битола и почнав да си работам од Битола. И са тие сите контакти што ги остварив во текот на овие години, нормално се вајде се рачунам за 300 човек, со сите продолжив да си работам. Например, тој што работеше во студентски збор уредник, стана уредник во некоја издавачка куќа. И јас преку него направив уште една сликовница. Тој што работеше како, да речеме, арт директор во Idea Plus, односно работеше во друга фирма како арт директор. И јас преку него, кога му фалеше човек за сториборд или што и да е, ќе влезев во таа област. Ќе се преселеше некој Словенија од тие адвертайзинг индустријата, ќе му требаше сториборд артист, ќе ми се јавија мене и така натаму, така да тој круг на пријатели некако нон-стоп ми се шири и успеав да си работам баш со некој цел Балкан, тој адвертайзинг сцена. Во меѓувреме правевме некои списанија, оправдано присутни голем одмор заедно со Вестник од време. Али кога што кажав ми се збакти за од Скопје така, пошто јас сум учен малку во Битола така по-лежерно за разлика од пак претходната говорничка, така да си на кафе, па рајат малку, па во тишина се пуштиш нешто музика, па се црташ, па цело се така мафташ. Како и да, и се врати во Битола, си продолжив да си работам тоа што си работив ствари, и ми се јавија од која било држава околу наша Савија Балканскија, си работев сториборди, работев на една окита анимираната серија од Битола, работев стрипови, работев сториборди и така натаму и се ми јуди супер, мора да признам, пошто си работам тоа што си го сакам. Значи, од првиот ден почнав да поставам дека ми се јави некоја све што би сакал да работам, тоа беше дека сакам да цртам, така да си продолжив и да си го работам тоа што ствари единствено си го сакам. Значи, затоа сум среќен што ми е тоа како извор на екзистенција. До пред неколку години, значи, се занимавав претежно со тоа, да речеме дека цртав сториборди за реклами, спотои, по некој филм тук, за цртање и така натаму, се додека пред неколку години, не благодарение на Facebook, што е супер мрежа, барем за мене, што се користам претежно за работа за фалење, ми пристапија луѓе од дотогаш за мене непознатата борд гейм индустрија, или што би рекле вие, кој монопол или кој нигде се човече нешто, тие се друштвени игри, кои што немат потреба од струја, освен за сијалица евентуално. И преку нив, мислам да се некој кавери стрипли во меѓувреме, значи дружборам ова што раскажам, тоа се некои проекти во меѓувреме што биле. Значи стрипови и така натаму, се да не набројам сите. И од тогаш почнав да работам во таа индустрија како илустратор на игри, од прилика шалам са колку свади не играм околу 5-6 илустрации, например, што треба да се направат за 3 месеци, како и да е. И не знам зошто, ама на луѓето вајда
му се бендисаат тие работи што ги правам и последните 5 години активно се занимавам со, значи, пошто така на периоди ми е животот, што работам како работам, овие последните неколку години, да речеме дека сум претежно илустратор на друштвени игри. И да речеме, доста добро ми оди, пошто во последните 5 години може да имам направено преку 500 игри. И задоволен сум и уште имам игри во најава и слично. Во меѓувреме да спомнам дека го работиме првиот, се надевам дека ќе направиме македонски долгометражен цртан филм со екипата од Линкс од Скопје, Џон Вардар против галаксијата. Моментално работам на еден детски проект Биби, да и тој го имате видено, пошто колегите од факултет МК и слично доста добро тие го презентират. Така да мене ми е моментално супер со ова јас што го работам, затоа што работам на занет што во глобала е наменет за среќни луѓе. Сега тоа малку кај нас зафакната малце. Да подоколу некој да спомнам, што ми помене дека ќе бидете помлади, па да не користам други фрази. Пошто ми е начелно ми е битно да кога си дојдете на работа или што и да правите, кога си дома да уживате во добар стрип или добар цртан филм или во игра и така натаму, вместо да се нешто накараме преку Facebook, да видиш ти и така натаму. Така да би сакал да сите играт игри, да читат стрипови, да гледаат цртани. Некојаш ќе се појави некој што ќе сака да се качва на планина или да снима филм евентуално. Али јас сум многу задоволен со мојата работа затоа што ми возможува да седам дома по пижами. Што сега се веќе постари, баш ми на пижамата се пикна во долгиот дел и цел ден да уживам. Така да не знам што би можел да додам нешто во ова некој кратко сиже некој нови занет што правам. Муабетот ми е, знаете дека јас кога почнував, неавме ништо, како што спомнав. А некој се занимаваше со уметност, одма се рачунаше дека ќе биде пропалица, багабонд, дрога нешто, па комуналец и така натаму. И максимално цело општество накапитира дека како да дипломираш на ликовна академија ќе си вајда во водовод и работиш или нешто тоа. И начелно тоа може да се рече дека доста точно беше, сега не знам и како преживаат тие сликари што работат со сликарството, али гледам дека во последниот период вие помладите имате прилично голем пристап на овие што се вакви чудни занаети по мојот. И би во охрабрил сите да си работите. Треба да сватите на работа дека никој нема да ви поможи. Значи, мене некако ми се јас можам само неколку совети да му дам, дека ќе седам со сова за цртам, тоа нема да се случи. Затоа што е релативно самечка работа, да речеме. Значи, во оваа индустрија милиарда луѓе има, али во моментот кога ќе работиш, треба да работиш сам. Јас не ќе баш нешто многу да ми сметат. Син ми чат пат правиме смена со играчки. Али начелно треба да знаете дека е оваа индустрија кај што си цело време релативно сами, понекогаш станува досадно, ако не почнеш сам да се избори, затоа реков, извинете малку што ќе не знам без нешто да се изразам, пошто реално сам сем цело. Силен аплауз за Митра. Пата работа што да речеме релативно убаво се наплаќа. Тоа е другото. За еданцијата е малку што ќе имате оштетување веројатно на грбот. Евентуално да имате висок притисок и слично, али начелно мене ми е многу убаво затоа што успеав да контактирам и да сум пријател и да имам контакти со фирми што до негде мислам бе фан. Значи дали тоа Вета, Нов Зеланд, што работа на Lord Dreams, работат сега играчки фигури по мој дизајн и слично, но не знам таму Кевин сме на Ninja Желки. Ова е значи дисциплина што е за, пак ќе речем, да степни луѓе, јас би сакал по можност повеќе луѓе да работат, не за другото, кутре други ќе правиме некој цртан, ќе ни требаат луѓе, моментално сме на минус со таков кадар, па некојаш некој ако мрдни малку ќе може да го ангажираме тоа. Така да тоа.